Кај Дарко дома, стан кој е како оној во кој сум растена. Минатиот пат ги стуркавме речиси сите градежни работи. Ви објаснив што сум намислила, а сега да завршиме. Одам по гарнитура во пункт. Не треба Г. Ова дали може да биде во формата Г? Г. Значи овој модел не се работи во аголна варијанта, али баш имаме... ми се допаѓаат ногарите. Така, да, доста специфични има новерки, али има сличен модел на оваа кој што може да се изработи во Г. Во смисла да му паѓаат, да му се качуваат тие така од... Да, во сличен на раконаслоните, ногарките и перничињата кај што креват испуштаат. А таму? Таа може? Таа не се работи. Именавака? Да. Добро, што сакаше ти да ми предложиш? Кога сме веќе кај аголна, најголема што имаме изложено во моментот во салонот, тоа е овој модел тука. Но нема онакви главонаслони, да кажем. Да, наслон за глава, поточно со механизми, има механизми на наслонот за грб, со тоа што се бутка назад и се добива простор од 90 см кој служи за... така, ова беше лежење. она што ја гледавме минатиот пат, каде што се добива длабочина. Да. И сега види, нашите клиенти нормално знаат каде со кого поработуваме, кои ни се другарите и така натака. Па Дарко конкретно ми посочи една гарнитура што се вика Орландо. Предпоставувам дека до сега сум ја употребила веќе некаде, удобно си работиме. Во моментот Орландо ја немаме во салонот, али затоа може да ве покажам во каталогот. Да. Убава е таа, па таа е веќе голема, широка Так, да. Се работи во повеќе димензии, нели вас ви треба најголема, таа е 315 на 315, али и таа димензија може с големи плюс додавање на едно седење измеѓу. Добро. Сега вака гледајќи таа гарнитура, прво би рекла дека не морам да го затворам целиот простор, може да си остане во 315 на едната зона, а да ставиме на фотеља. Фотеља, така. Таква боја. Да разбиеме малку монотонија. О, да. Боичка за гарнитурата само, значи тиркизна фотеља, не сакам бело, не нешто слично, сива. Сива. Значи имаме три варијанта на сива. Едната малку удира виолетово, темна сива и светло сива, да. Ке ми се допаѓа, мислам дека со таа боја убаво ќе стои. Одлично ќе стои. И кожните масички можеме да ги правиме по боја. Масичките да бирате боја на кожа, боја на стаклото, димензија, има повеќе форми се работи. Сега за сега толку за понатака. Попатно. Назад во станот. Тоалетите, како видовте, ги направив со плочки на подот и во туш кабината. Се останато е избојадисано во техника и со акрилна боја во сребрена боја која на ѕидовите делува како светло-сива. Место неа може да ставите и латексна боја, значи се едно е. Еден главен ѕид од бањата и тоалетот над мијалниците сакам да е цел во огледало. Затоа таму и немаше ставено плочки. Се со умисла дека огледалото ќе го залепат рамно со поставените плочки и јас само ќе испугирам околу на околу, но не излезе баш така. А нешто друго ќе мислиш, не може да се тече. Значи, оваа лајца кога ќе избришам, од овие сите дрндајци, огледалото можам да го распукам. Значи, јас можам само површински оваа лајца, на другата страна не е вака. На другата страна се редски за плочка. Не, не може, значи не може така да се умее. Значи тоа треба да се помине, значи треба да се попуни тоа за да дојде на нула. Значи со попунки да се прави тоа треба. Ова е прво е сигурно, второ дека го ставиме електрички, кај што ставиме силикон таму тоа треба да се исуши, треба да се среди тоа. Але има такви преференции, ќе купиш ова ќе се сече довде. Слушаме мене. Таа е иста рака да донесеме да ја сечеме од позади. Да биде пократка. И ќе бутнеме овде внутре, ќе залепиме силикон и така тоа. Решенија има секој пат, барем две, битно е да ги најдете. А ние би било добро да ја набавиме целата останата опрема за станот. Прво светилките. Ти кажам, вистина се радувам, секоја ни нова доаѓа, ми се нешто едно ново гледам изместено. Вау, например ова. Ете така? Да. Тука застани, зашто имаш лаштава бре. Ова се новите модели од колекцијата на Егло, се викаат Starship Flight. Да, баш холивудски изгледа. Да, дури името на колекцијата е нешто очекувано. Да. Ова се лустери со доста квалитетен кристал.
Значи со лед светло, потрошувачката исто така минимална. Ледот е внатре всушност е стакленцата. Да. Изгледа доста моćно, дали е поради стаклата, одбивањето на светлината, не знам, силно изгледа. Да, бидејќи стакленцата се доста квалитетно изработени и даваат уште поголем усеј од самото светло. Меѓутоа и да ви кажам дека и доста се јаки са. да, самата има доста производство на светло. Ова е потрошувачката Nobel Luster е 24 вати, меѓутоа има негде околу 230-240 вати светло. На ова е потрошувачката 30 вати, има околу 300-320 вати светло, што е доста во ред за осветлување на било Само шебаре, тука е многу јако. Да, може да се стави во било каква просторија, дневна трапезарија, помалиот може да иде и за во спална. Супер. Да, практични се и за чистење, немаат распон помеѓу кристалите кој што може да влегува некој што вика на прашања. Да, висината се подесува, може да иде до 1,50 м. Добро, сега вака холивудски многу убаво изгледаат, иако нас темата ни беше иницијално од еден холивудски филм, ама не со Мерлин Монро. Туку малку е војна на звездите. Така што ќе треба да избереме некој друг малку поедноставен лустер, тоест лустери. Пак лед да бидат, мора да бидат. Така, имам нешто ново да ви покажам. Ајде, пак. Од прекрасните кристални лустери од Манекс, овој пат не земавме ништо. Како реков, тука мора да имаме предвид многу едноставни светилки. Како оваа за спалната соба. На повеќе позиции ставивме вградни светилки, таванот е цел спуштен во зградите на градскиот зид, па доколку сакате може и сите да бидат вградни. Сепак сакам лустери. Над трпезаријата, во дневната и над шанкот, кои ќе се постават последни, дури не се намести и целиот мебел. Гледајќи во бледиот стан, со исклучок на спалната во онаа сиво-сина боја, ми недостасуваат бои и детали. За спалната од Декори дом имам 2 постери. Ете, на лице место, по сугестија на Јана, се сложив дека убаво би изгледал часовник во спалната соба. И на предлогот од пакувањето сликата е од спална соба, што за мене не е толку меродавно, ама влече. Ќе треба да ме останете со точно во центар, треба да одиш. Точно во центар се ќе дојде. Се позиционираше, за контрола го донесовме из главникот и велам лепи. И го залепија внимателно според препораките, но мене некако не ми изгледаше окей. Ја да пробам. За каде сакаш? Многу ми е мрак. Со црниот кревет. Мислиш дека ќе се плаши газда? А не е романтично уопште. Мислам нема ништо. Што треба да Мене баш ми е. Ајде, време! Колку дари? Ајде, треба на работа. Каде и кога е време, не знам, ама време беше крајно да го извадат. Зашто ако почекавме уште некоја минутка, постерот ќе беше упропастен или ќе мораше да остане тука во спалната. Го преместивме во работната соба, каде времето можеби има повеќе логика да се мери. Постерот за спалната е макрофотографија од кора на дрво. Мислам дека со него собата целосно ќе изгледа поинаку. Ќе ја омекне сината боја и ќе ја даде сосем друга димензија. Кога конечно Борче се спаси од мене, го монтираат креветот, кој беше една од дополнителните работи што ги набавив во пункт. Значи целата нарачка од нив беше кревет, гарнитура, клацкалка, еден тросет на отворање за детската соба и масичка. Па затоа кога се истоварија со целиот мебел, во дневната беше преполна. Креветот е со каса. Колку и да имате плакари, касата е секој пат полезна. Кревет со каса никој пат не е празен. Тросетот на отворање е во штоф. Оваа соба на почетокот ќе биде работно гостинска соба.
Засега само тросет што се отвора во двојно легло. Ја расчистуваме и дневната соба со гарнитурата. Го правиме тоа брзо затоа што се најавија момците од Мебел Марија со целиот почест мебел и нашиот стан повторно ќе биде преполн со елементи. Ни треба доволно простор за нив. Монтажите започнуваат. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате во Скопје и Битола. Првите елементи се од фурната и плотната со аспираторот. А за остатокот се договараме. Вашо име? Све имат од кујната, освен горно лице. Нема. Мислам, готово е, ама немаше... Сакаш на кастече, Нема обратно? да се стави? Со футбол, едно натиск. Аха. И значи кога завршува? На понеделник? Доаѓате со се живо и диво, така? Вторник са вај. Не, понеделник те молам. Кажи да, понеделник и многу славен ќе бидеш. Кажи понеделник имам, не кажи. Стварно ми разбира. Не, за идење ќе дојме, ќе донесеме. Можеме да земеме плотно, така, од тука. Шо друго? Добро, плотната се купува, се цекува, Тоа не се се сече прави и ништо, толку. да. Така? Така. Што имало, а што немало. Понеделник, вторник или среда, тоа ми е. Јас џабе везам, кога процесите бараат време, процесите бараат време. А и најдобро е навистина да заминам и да ги оставам да измонтираат се што имаат, за да не излезе дека ете зашто јас ги муабетам немале време за работа. Се позиционираат елементите според последната шема во кујната и ги работат и плакарите во детската и спалната соба. Јас заминувам во Мега по санитарии.
видов нешто во минатите прошетки, што особено ми се допадна. Да, ова е тој дел јас минатиот пат што го видам. Што веќе концепт јас не се поработи од тука, меѓутоа имам идеја мојата нова бања, тоест бањата на мојот нов клиент да изгледа малку пософистицирана. Така, јас можам да ви ги понудам, значи првично претпоставам дека имате доволен простор за аполокадите, кои што може да се наместат на под, изгледаат поексклузивно, може да се намести со некоја када која што се нели аполо е проеден во Италија за санитарија, поквалитетни кади, значи тие се малку поексклузивни со префинет изглед. Тие се надополнуваат со овие статични, да речем, душ системи кои се поврзуваат од под. Така. Меѓутоа за нив ќе треба да имам инсталација веќе поинаква подготовка. Да. Второ, јас и клиентот веќе се договоривме дека ќе има голема пространа туш кабина и таа е таква цела отворена. Јас нели дојдов со замисла дека сакам да ставам некои подобни убави големи тушеви што ги имаме тука. Сега уште едно мало прашање пред да ги представам. Дали вие ги наместивте плочките или имаме опција за нешто друго да наместени се? Веќе има поставено плочки, инсталациите се завршени. Затоа ќе ви ги понудам на принтот туш системите, тоа ви се хромирани, навистина елегантни, интересни се. Би сакала сега, пошто веќе кај вас постои значи плочка, би сакала да ви ги покажам и овој нов миксер, да речеме на некој начин, меѓутоа ќе стасуваат и нови миксери со дизајн на коцка, со дизајн на друг, каде што ќе имате дополнителна рачка. Во овој миксер го има само овој влас и овој дожд. Па добро, не е само ова, е баш онака супер систем и чешмата да не ја долу, се заборавам, концепција. Меѓутоа ова ќе треба да го планирам за некој друг објект. Овие коцкастите варијанти многу ми се допаѓаат, сега фиксен или подвижен, не знам, мислам дека и фиксниот ми е во ред. Да, и галантеријата е супер, со низа ќе се искомплетираме. Всушност имам јас повеќе работи, тоалет, кујна, бањата цела со 2 мијалника, шолји, има работи. Ќе треба да прошетаме и да разгледаме заедно. Освен тушеви, чешми, кај нив испазарував и се останато што ми требаше за бањите. Шолји, мијалници, бойлери, бойлерчиња, додатоци за бањите, држачи. Се што може ќе се постави. Зидовите од дневната се уште ми се бледи. Ќе одам до Декори дом. Здраво. Здраво, здраво. Си видиш? Да. Си гледам како испадна фотото петот. Одлично ги преместив од едно на друго место, ама изгледа топ. Да немаше некој проблем? Не, никаков проблем, значи сега сум тука по друго прашање. Според проектот, дел од зидовите во дневната соба се тиркизни. Прво мислев да ги бојадесам, меѓутоа се премислев доколку имаме шанси да најдеме некаков тапет со таква нијанса што ја барам, да го направиме тоа со тапет. Сигурно ќе најдеме, имаме над 300 модели на тапети, така. Например, може да е некоја ваква слична нијанса, само да не е толку декорирано. Нешто вакво? Да, може и нешто такво. Тоа е интересно изгледа. Да, значи претежно структурен. Да. Како боја да изгледа, ама нели тоа што можам да го постигнам со тапет, не може со боја да го направам се така. Може ли да го видам на каталог? Да, секако. Каталогот ќе ми каже се. Да, така е, убаво се гледа. Има нешто? Не, декоративни се овие многу. Овде е едниот, што го видам? Тој е со бојата како што треба, ама со дизајнот не. Еве го и другиот. Убаво изгледа. Сите наши тапети се произведени во согласност со РАЛ тестирање за квалитет, па така нема потреба да се грижите за животната средина и за здравјето. Се што треба да се направите е да се концентрирате на дизајнот. Така? Да. Аха, значи еколошки. Да. А тука имаме ли некакви? Да, има. Овие се од германскиот дизајнер Дитер Болен и повеќе се декоративни. По-декоративни, навијашо ниво модерно декорирани домови го става. Ова ми се допаѓа. Ова е интересно. Вие сакате нешто по-модерно, па затоа према да ги покажат тие. А овие ги имаме тука или не? Не, овие одат по нарачка. Овие се по нарачка, а овие го имаме веќе. Так, да. Мислам дека е доволно добар, тоа е супер. Ми се допаѓа дека има ваква текстура и малце како на каенина. Да.
може и да го подкренам, вака им го покажуваме на клиентите, пошто поубаво се гледа. Море на голем вид најубаво ќе се гледа. Да. Да, вака се гледаат убаво текстурите како изгледаат. Ние таму имаме и 3 светилки, така што мислам дека супер ќе изгледа ова. Да, Додека чекаме да се вратат од Мебел Марија, понеделникот и вторникот се денови за да се завршат останатите работи. За позиционирање на завесите, кои за гостинската соба се каскадни, а во останатите ќе бидат класични завеси драпери на шипка. Во овој период се постави и новиот тапет во дневната. Се направија корекции на зидовите, праговите за бањите. Кога почнавме со декорациите на станот, веќе станува јасно дека можеме да се завршуваме. Од Мебел Марија ќе изработат уште и трпезариска маса, но фалат нешта за кои ќе ми помогне Климе од Југоекспорт. Значи земавме столици, Добро. трпезариска комода и ТВ комода. Значи ми треба уште еден детал во трпезаријата, некој огледало сакам. Така, постат повеќе огледала низ салонот. Меѓутоа имаме едно каче кај што има само огледала, кај што ја планирам нешто да избереш од таму и одеме да видиме каде е. Одиме да бираме. Ова се типови огледала во различни облици, значи правоаголни кружни форми. Многу се интересни, дури во програмот во кој што ги работиме 3D моделите, има веќе готови спремни модели потполно исти вакви. Вака личат? Да. Па не се многу габаритни и големи, за да може да се постават, се може едно, две, може хоризонтално, вертикално поставување. Така, зависно од простор. И декоративни, значи онака, Супер. убавена на просторот. Да, им разбива, име огледало, Так. им дава ширина, име такво шарено пак. Да, постати поголеми варијанти од овие кои што веќе сме ги користеле тоа Так, со гледата знам, на на миото. миото, так. Поголеми, нормални различни цени. Да, овие ги гледаме. Ова се така, да, и со акција, значи приступачни цени. Сега не знам дали е за кружна форма, за правоаголна форма во просторот. За правоаголна. Тоа се остана на тебе. Да, на мене се остава Так. сега за правоаголна во овој простор. Се мислам дали такви две, оти гледам дека може да ги комбинирам како две или да завршам работа со. И ова се интересни, Многу значи интересно. форми, ова е така по-разиграна форма, по-неправилна форма. И мислам дека би било многу интересно во просторот. Многу ми се допаѓаат, значи сакам да го ставам таму кај трпезаријата, знаеш, светлина дополнителна, Па прави. отвори, Украсо просторот, да, ќе го отвара просторот. Го бираме тоа? Тоа го бираме. Одлично, супер. Дефинитивно, се сме завршиле. Украсете цел простор, Да. пијаме. Одма се, одиме. Некој пат е добро кога ќе се остави повеќе простор. Доаѓаат и други идеи на ум. Например, да ги дигнам штекерите во зоната на висечките елементи, затоа што ќе имаме позадина од стакло која од искуство е полоша кога е издупчена. Кујната дополнително ќе биде осветлена под елементите со LED лента, за која во меѓувреме забораваме дека имаме прекинувач на влезот од кујната, а јас барам решение за да се пали под елементот. Имаш случајно двојка, тројка нешто? За да ставиме еден италијански овде? Горан со екипата стаса и ги домонтираат сите останати нешта. Работната плотна, апаратите, шанкот кој треба да е лице на кујната и грб на телевизорот. Во станот забрзано се работи и доработува. Се ставија лајсните на подот и Емил ги коригира со акрилен кит, сите зјајки до зидовите. Никој пат зидовите не се идеални и ова е процес кој треба да го направите ако сакате да изгледаат слиени со зидот и идеално поставени. Кој ќе се најде на објектот во моментот кога тој се завршува, најмногу го јаде стапот. Така Горан, освен сите своји работи, го натерав да ги закачува и корнизите. Беше веќе многу доцна. Идат празници, морав да викнам и екипа за чистење. А на чистите подови недостасуваат уште килими. Многу интересно изработен килим. Тен ми се допаѓа. Да, тоа е нова колекција која е комбинација на волна и свила, рачно изработен тепи. Со многу убав колорит. Многу интересно. Чекај, ајде да го направам. Тука е во поголема димензија истиот. Значи може да се најде во помали поголеми димензии со Кој тежок. Да, тие се малце свилата е таа што Свилата тежи. Да. Истото тоа, значи во тој стил комбинација на волна и свила ги добивме и овие во 3D, значи. Адеме како тоа. Да, и се еднобојни овие 3D што се ги имаат.
значи во воички и повеќето се природни материјали. Ја, ова мене многу ми се допаѓа, меѓутоа дали има во некој посилен тон, Бидејќи станот е така, светло сив, светол е, мислам, му треба боја малце да се разврва. Овој го имавме во некоја комбинација на лила, светло лила, кремасто, меѓутоа е многу брзо продаден. По порачка може да се набави. Тие тука се исто, значи рачно ткани теписи, ама се еднобојни. Аха, значи само ова е дискретна кашаричка. иначе се еднобојни. Па тогаш, значи се работи за млад човек и сега можеме да направиме така нешто малце вау. Појако нешто. Појако. Да, сега е моментот. Во тој случај мултиколорот може да ни заврши работа, тие може се да заврши работата. Ке отидеме на таа варијанта, бидејќи делува дека со тоа баш ке разигра. ќе освежиме таа степици што сега може да се. Печатокот не е ист, доколку на крај не се потрудиме да биде се наредено и наместено. Дарко донесе украси, елка, свеки, неколку вазни и садови. Сите нешта се на место. Уште неколку корекции и еден личен печат. Нешто што тој самиот си го избра и сакаше да го има во просторот. Мене ми пратија една желба. Прво момчето е таков фан на звездени патеки, звездени војни и така натака, меѓутоа ретерираш од идејата во дневната соба да има планети. Ми го испрати ова. Многу ми се допаѓа, мене лично, нели едно дека е Ван Гог, звезда на ноќ, ете бои живи, второ боите се да речам слични или исти на дел од интериерот, така што тоа е тоа. И она што мене ме интересира, бидејќи јас ти испратив само превју, е прво резолуциски, нели дали можеш да најдеш доволно голема димензија, бидејќи сакам да биде нешто како со поголема димензија и да биде испечатено на материјал на кој што ќе изгледа како слика. Та не е проблем, имаме такви можности. Значи печатиме дигитално на платно и истото се урамува нели на дрвени медија панорамки и има дојам на вистинска. И може да изгледа како слика. Па да, нели како слика масло на платно. Имаш примерок од платно за да го видиш? Да, тоа ми е платното. Тоа е. Така. Ова како вистинско сликарско платно Па да. изгледа, само што е Адаптирано, премачкано да, нешто. за да се печати на него само. Дебелко. И кога ќе се испечи дури изгледа како да е сликано на него. Така? Да, да. И можам да го видам тоа, можеш Секако. да го испечатиш ова. Секако ово парче ќе Парченце? направи. Тој зид таму каде што ќе се постави големи. Па, има 5 метра во должина. Пет. И е целиот светлосив. Па тогаш да одиме, Пали нешто да одиме може и на 2 метри со ширина. Така. Ако одиме, значи на 2 метри, еве тука пример да ја направиме ние 220 см широка. Пропорцијата на мене ми кажува дека ќе добиеме висина од метар и половина, значи 150 см. 220 на 150. Добро, ајде нека биде во таа димензија па да видиме. Би сакала да ми испечатиш едно парче за да го видам. Така, може. Може? Со сликата над зидот завршуваме. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс.
Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Югоекспорт Стил ви ги нуди најдобрите светски брендови за производство на мебел на едно место, по најповолни цени и со најголеми попусти. Алпле Словенија, Алф Италија, Камел Груп Италија, Калигарис Италија, Кота Италија, Натуци Едишнс Италија, Миото Дизајн Словенија. Само во Югоекспорт Стил. Даре го повикав и го чекам со нетрпение, уморна од се и задоволна од се. Нека силата биде со мене и со него. Си влезе. Ајде. Бујрам дома. Шо е ово? За врака? Некам. Добро, јас дај ги ключевите ги имам на врата. Ке си останам. Много е убаво. Ти се допаѓа? Конечно. Прво што видов Ван Гог. Твојата? Ти си ја избра? Много убаво. А ние испечативме најмногу што можеше да се испечати за големиот зид. Не знам да се свртам по-скоро. Ајде, нека. Јакарчето. Добро. Така, од другава страна има уште. Полички. Тука малце хаос. Тука ќе си ги стаеш некаде. Кутијата од елката. За место се закачува. Ми најде место. Центарот на сите дејанија телевизиски интернет ова, она. Ова, ма со јака боја да Ама мора. Малце карактер. Реци да гледаме? Може. Не. Не знам без да се Ајде, полека. Ајде, напред. Малце сум збунет уште. Збунет, па нормално, затоа ти викам, нема да аѓење до крај, мора да издржиш малце. Ја као чувода. Птен. Голема, реди, догоре, врв. Масиче. За 6, а може и за 10. Гледам. Се отварам. За карти играње и за... Повеќе. За карти. За ручавање. Имаш навака, натака, на кај сакаш, можеш да отвараш. А гледало има кај го најде? Много јако. Нели? Има експерт. И сега којна. И шанче. И шанче малка. Дантере. Шушкарничиња тука за витамица и алкохоли и украси. Добро, нешто. Така. И тоа. Еве фиоки, големи. За тенџерени. За тенџере, за чашите големе. Да. Чини, сакам да Одешно кажам. чаше треба да става. Од оние блинските. Да, именно за тоа беше и овие вакви сервисоки. Ги пуштив затоа што именно во онакви откупи многу ретко се извинјавам. Бере големи вински чаши. Така. Фриждер, тука, долапчиња, вакви такви. Сам дека ќе те склопи, а? Шо да Да кажам? правиме голем домаќин. Збунка сум скроз. Ета збунка. Многу е убаво, ама се сплатеше со што се чекаше. Така, може? Супер. Идеме понатаму? Деце, може? Ајде таму. Ајде. За тебе. За тебе и твоите гости. Супер. Може? Шо е ова појавно? Техник да не мора да се става плочка, а да може да трпи вода. Убаво дошло. Мало, ама супер. Мало, таман. Сега натака да те поведам. Ајде. Што е наредно? Сталните одеи. Што е наредно? Во твојата соба. Во твојата? Ајде во мојата. Ајде. Ајде.
Ајде во мојата соба. Сега работа. Тик-так, времето си тече. Собата остана иста. Мојата соба се геймерска ќе стане. Да, нешто ќе биде. Ете така. Ево го тук садот што тече, а? Садот што тече поминува времето, ама собите се исти. Тие се. Ние тука спиевме две, сега тука ќе спиевме на двајца. Ќе се пушти ова. Големо, да, баш е голем на И кога нема гости, компјутер. И кога нема гости, тука плакарче, ги имаат да се склопат, лево десно, тука е полно, да не го отворам. Нашите работи пред да излезаме. Сега? Твојата соба видена. Мојата соба видена. Сега? Твојата соба? Ајде, мојата. Ајде. Твојата соба. По моја замисла. Ова замисла. Добра ми е? Да, малку дрво, малку бело, малку шарено. Малку посмирено. Малку така, кулерски. Со некои ноти. Старото дрво на мојата популација, како ќе влијае, не знам, ќе видиме, тоа ќе ми кажеш. Што сега да се фрлам каде? Чека, имаш уште една просторија, многу битна. Плакар. Значи машки женски дел. Така? Да се разбереме. Ресиверите се тука. Да, да се знаеш. Поделено, јасно. Тој, таа или обратно. Тоа, ќе видиме. Сега, местото каде што заедно ќе се подготвувате секој утро. Кај што, ќе се бориме секој се време? Не, нема да се борите. Сега ќе видиш зашто. Ајде. Ајде. Да видиш зашто нема да се тепате. Две. Една. Јас сум тука, ти си таму. Добро, ако ти така викаш. Супер. Така ќе направиме. Големо гледало, да нема утка. И бањење се разбира исто така, нема да мора да се тепате. Да. Бањето. Бидејќи е за двајца. Види стварно. Да, собира, бива. Еден, втор, нема гајле. Ти тука, ја тука? Да. Супер. Окей. Одлично, има многу баво. Да, баш е фрајерска, Прекрасно. ова ми е така. Едно од тие поубавите тушеви што сме ги направили. Да, одлично. Немало друг ваков простор, да ти кажам, за вака нешто да се направи. Како, суклопи. Искрено. Така. Јас сум задоволна, ти? Презадоволен. Патарче. Време е јас да ти го дадам. Добре. Чекай да видам. Јас се раскомотив. Твој? Твој. Фала. Ето така. Размени. Сега можеш да се раскомотиш целосно. Фала. Сите празници. Фала, срекни Ти празници благодарам на на тебе. довербата. И се гледаме. Се гледаме. Во твојот убав стан, на кафе надвор. Кога сакаш, кога поминуваш од тука. Чао. Чао. Кога го нема видено станов, значи не знаеш што се случило тука, полуг период. Кога влегов, ме изненади просто, не очекував ни. Така и ми се допаѓаат комбинации од бојове, значи тиркизно со сиво, така светлава. Ме изненади како дојде и сликата тука централна што е од Ван Гог. Бањата многу интересни скочи, со голема тушка бина, со два умивалника. Супер, многу убаво. Ептен сум задоволен. Беше интересно да се работи во простор кој практично го познавам до детал уште пред да влезам во него. Со исклучок на фактот што воопшто не го познавав како изгледал пред да бидат срушени сите ѕидови кои јас како мала не ги затекнав во нашиот дом. Кога еднаш овој простор ќе се отвори и кога ќе се тргнат сите непотребни ходници, кога бањата ќе ја направите како во хотел од А категорија и ќе му дадете личен печат на просторот по вкус на собственикот, овој мој старо нов дом на Дарко станува извонредно место за живење. Уредено ненападно, а сепак разиграно, минималистички, со вкус, дизајнерски. Ова стана простор слободен и интересен. Се надевам дека Дарко ќе ужива во него долго време и ќе го гради своето идно семејство во него. Голем поздрав и уживајте до следниот простор на Ајде дома. Вечерва предадовме стан, кој кај мене буди особени спомени, бидејќи во идентичен таков живеев јас до моите 24 години и некои од промените што тука се случија и во нашиот стан. Тогаш, уживајте и вие, почувствувајте ја и вие нашата пријателна маќ.